Овој AI систем ќе ви помогне да го почнете вашиот собствен подкаст на Spotify за само неколку минути. Причината зашто е ова корисно е бидејќи има многу тематики кои не се покриени во овој свет или пак например во нашава околина, е бидејќи луѓето немаат баш време да зборуваат за некои теми и да снимаат подкасти за истите. Зошто вештачката интелигенција би ни помогнало со креирање на нашиот подкаст е бидејќи според оваа статистика што ја имаме овде, можеме да видиме дека ChatGPT користи дури до 1 трилион параметри. Се што треба ние само да најдеме начин како да ги искористиме овие 1 трилион параметри за да креираме наш подкаст и да го автоматизираме тој подкаст. Првиот чекор е да отидете на мојот YouTube канал, да го кликнете следниот линк, ќе ве донесе на следнава страница, тоест ќе дојдете во Classroom табот во RoboNuggets Community, ќе скролате надоле, ќе отидете Next, ќе го најдете следниот туторијал R6 и ќе скролате надоле и ќе го симнете овој линк овде. Тоа е всушност нашиот blueprint за make.com системот. Имаме неколку чекори за да ја објавиме нашата прва епизода од нашиот подкаст, а тоа, како за почеток, треба прво да го ставаме овој систем во make.com. Доколку немате акаунт на make.com, се што треба да направите е само да се најавите со помош на Google. Откако се најавиме на make.com, креираме нов сценарио, кликаме на трите точки овде, Import Blueprint, Choose File и нашиот файл кој што току го симнавме. Save. И го добиваме нашиот автоматизиран систем. Следниот чекор е всушност креирање на нашите подкаст епизоди, а тоа ќе го направиме на следниот начин. Во овој систем имаме 4 важни модули и прво ќе започнеме од Google Sheets модулот. Во Google Sheet имаме 3 колони кои што се наслов, опис на темата и статус. Тие всушност значат дека за наслов ќе го имаме насловот на епизодата, во колоната опис на темата ќе го имаме описот на самата тема, а во статус колоната ќе имаме дали таа епизода е објавена или не е објавена. Следно во системот го имаме ChatGPT модулот, кој всушност ќе ни напише скриптата за секоја епизода и таа скрипта ќе оди во Eleven Labs, каде што ќе се направи аудиото за самата епизода и за самата скрипта и подоцна ќе се аплодира во Dropbox. Потоа ги имаме следниве два модули, Repeater и Google Sheets, кои што ќе ги објаснам додека го сетапираме целиот овој систем. Сега, за да ги активираме сите овие модули, прво ќе започнеме од Google Sheets, ќе отидеме да се најавиме на нашиот акаунт. Ако претходно се немате најавено, се што треба да направите е да кликнете на ова копче Add, да се најавите со Google, кој ќе ви даде pop-up screen, ќе ги следите тие чекори, ќе се најавите, ќе го најдете вашиот спредшит со вашите податоци, ќе го селектирате и се друго ќе биде автоматски направено овде. Кликате Save и подоцна за да добиеме нашиот наслов и опис на темата, се што е потребно е да се вратиме на лекцијата овде, да го копираме ова, дојдеме во ChatGPT, опишуваме следното. На македонски, дај ми 10 идеи за topics, за подкаст. Ова е всушност, во овој случај ќе биде beekeeping или пчеларство во мојот случај. Намерата е да се направи најдобриот едукативен подкаст што е за оваа тема и направи табела со следниот формат и следниве колони. Колона 1 title, колона 2 topic description или опис на темата. Би требало да биде барем 3 реченици
и започни со нешто како например во оваа епизода или варијантите од слично. Кликаме Enter и ChatGPT ќе ни ја даде следнава табела која што ние ќе направиме copy и paste. Copy. Одиме во Google Sheets. Paste. Во статус колоната ќе напишеме to do за сите 10 епизоди и овој чекор ни е завршен. Следниот модул кој треба да му направиме сетап е ChatGPT агентот, каде што ако се немате најавено, ќе кликнете на копчето Add и самата make.com страница има линкови до како да ги најдете потребните податоци за да направите OpenAI Connection и потоа откако се најавите имате следново кое што е автоматски потполнето и што прави овој модул. Ни дава скрипта за ChatGPT која вели: напишете 2 до 3 минути скрипта за оваа тема и името на вашата тема. Во мојот случај, јас сакам мојата скрипта да биде 5 до 6 минути долга и темата е за пчеларство. Имаме title, која што всушност ни покажува кон episode title за Google Sheet или пак во нашиот случај тоа ќе биде наслов. Така, потоа имаме title, кој е наслов, поврзан со нашиот Google Sheet документ. Topic description, поврзано со нашиот опис за наслов во Google Sheet документот. Хостот нека се вика Алекс и тој треба да биде машко, кој е интелигентен и е околу 28 години. Скриптата после вели дека Алекс всушност треба да се представи самиот себе како Алекс, без презиме. Output е да биде скриптата само во промптот да биде изведен само како скрипта, без ништо. Да биде подобра скриптата со тоа што Алекс ќе зборува до својата публика, да не го вклучува името на насловот и да не вклучува никакви колони. Кликаме Save. Следниот чекор е да направиме сетап на Eleven Labs. Тоа го правиме со кликање на копчето Add API Key, се добива така што можеме да се вратиме во нашата лекција. Кликнеме на Eleven Labs. Ќе се најавиме. Откако се најавиме на Eleven Labs, тоа ќе не донесе на оваа страница овде и за да го добиеме API Key, одиме доле на профилот, кликаме API Keys и овде можеме да креираме нашия API како сакаме го именуваме и тоа API Key која што ќе се генерира овде го внесуваме во Eleven Labs овде. Потоа имаме Voice кој што може да биде од самиот Eleven Labs pre-made или пак доколку сакате одете во Voices и имаме опција Create or Clone a Voice, каде што можеме да креираме наш собствен глас, да дизајнираме глас или пак да копираме некој си позната личност. Потоа имаме текст кој всушност е скриптата која што ќе биде генерирана од ChatGPT. Овие другите опции не ги чепкаме, кликаме на Save. Следниот модул, Dropbox, е всушност модул каде што треба да се конектираме со нашиот Dropbox акаунт со кликање на Add и овде ќе имаме начин и pop-up screen со кој ќе се најаваме преку Google и make.com. Потоа овде е битно да го избереме нашиот соодветен фолдер каде што ни се зачувуваат сите наши епизоди од Eleven Labs. Се друго е автоматски потполнето. Овде имаме row number,
и наслов, тоест насловот на нашата епизода, и файл name, која ќе биде скриптата, која што е со аудио. Кликаме на Save. Што ни значи сега на нас овие два модули? Repeater и Google Sheets. Repeater модулот всушност ни е како бројач кој што ни вели да направиме целиот овој систем да се изврши еднаш, тоест 10 пати да се направат repeats. Поточно, целиот овој систем автоматски да се изврши 10 пати. Зошто 10 пати? Бидејќи овде во нашиот Google Sheets имаме само 10 епизоди и ние само сакаме да ги извршиме овие 10 за сейв. Кога ќе одиме во овој Google Sheets, можеме да видиме кој е конектиран со нашиот спредшит за подкаст епизодите. Ќе видиме дека овде во статус C ќе пишува дан. Што значи тоа всушност? Во оваа колона статусот од to do ќе го смени во дан, откако ќе се изврши целиот процес. Па сега да видиме како тоа би функционирало. Ќе ги направиме сите конекции, кликаме Save. Откако се изврши целиот овој систем 10 пати, ние треба да имаме во нашиот Dropbox 10 фајлови. Тие аудио фајлови би требало да бидат во вашиот фолдер и да звучат: Хеј, добре дојдовте назад во подкастот. Како што сакате вие. И потоа, следниот чекор е да направите аплод на тие фајлови во Spotify for Creators и овде вие се најавувате и го креирате вашиот подкаст акаунт. Тоа би изгледало вака и за жал make.com се уште нема опција за автоматски да се прават аплоудс на епизоди, но доброто за Spotify е тоа што вие можете да си направите schedule на вашите епизоди. Сега ќе ви покажам како. Откако ги симнете вашите епизоди, правите upload, give your episode a name, одите во спредшитот, го копирате ова, за description го копирате описот на темата, правите paste, скролате надоле, additional details, episode type full, season number 1, episode number 1, comments може да се дозволете. Следното одете next, publish date, schedule и си селектирате датум на кој сакате да си селектирате датум. Во мојот случај ќе почнеме од понеделник. Време си го селектирате во кое што сакате, може да биде 9:30. Правите schedule. И потоа во вашиот епизод стаб може да си видите кои епизоди ви се направени schedule. И така всушност се прави автоматизиран систем за објавување на епизоди во Spotify Podcast. И доколку сакате повеќе информации и туторијали во врска со автоматизирани системи, можете само да ме заследете на мојот YouTube канал RoboNuggets Македонија, или пак кога ќе го кликнете следниот линк, ќе однесе следнава страница RoboNuggets Community, каде што можете да најдете повеќе туторијали и повеќе автоматизирани системи, како и соработка со многу луѓе кои што исто така се заинтересирани за вештачка интелигенција и за автоматизирани системи. И уште еднаш ви благодарам за вниманието и доколку имате некои прашања, слободно пишете во коментари. Пријатно и до следно видување.